Почитувани, добар ден. Денешен наш гостин во интервјуто на Радио Слободна Европа е кандидатката на пратеничката група на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова. Господјо Давкова, кога последен пат Македонија била горда, како што велите во вашиот слоган? Последен пат, прво гордоста не може да се врзе за последен пат, бидејќи гордоста е стекнувањето гордост е процес. Процесот трае низ сите три илиндени, значи и последниот во 91-та година. Меѓутоа, кога велам јас повторно горда, мислам на она што се случуваше во последниот мандат, кога целосно ја изгубивме гордоста. Зошто? Бидејќи 80 години потоа се што е запишано во Асном го нема или е деформирано, како заради измените на преамбулата непознат уставноправен феномен е да менувате преамбула, особено кога ќе посакате, така што тоа е едната причина. Втората причина е состојбата во која се наоѓаме, сиромаштијата, на врвот, на дното, понатаму најнесреќен народ, хибриден режим, цикличен хибриден режим, граѓани кои што протестираат во сите области, незадоволни сте, влада која секој месец ги менуваше министрите, особено за образование и здравство, Бехтел Јенка феноменот, измените на кривичниот законник, зависното судство, во кое што наместо главна корекција или гарант или бранител на независното судство да биде судскиот совет, тоа не е, туку е фактор на политизација и партизација. Само видете кој е првиот човек на судскиот совет и ќе ви биде јасно, тоа не е врвен правник, правничка, туку е член на комисија, правната комисија на СДСМ. Он избор повторно, тоа можеме да го толкуваме како пред 2017 година дека Македонија... Не, тоа е историски процес, сите вие се враќате назад, да, на оние квалификации, меѓутоа тоа е континуитет. Ако зборуваме за националните и државните интереси, да, пред да се посегне поменувањето на преамбулата, пред да се посегне по фамозното референдумско прашање дали сте за членство во ЕУ и НАТО, што значи тие во ЕУ и НАТО се за нашето членство, само треба референдумски тоа да се потврди. Ништо од тоа. Одлучни сте во тоа дека сте против уставните измени, тогаш како Северна Македонија ќе ги продолжи преговорите со Европската унија? Ако вие однапред ветите дека ќе има уставни измени, го суспендирате собранието како законодавно и уставнотворно тело. Уставот вели, пратениците одлучуваат и гласаат по собствено уверување. Пак ли ќе правиме сега Преспа 2? Значи, јас не можам ниту некој друг председател или било што да вети дека ќе има уставни измени. Што доколку се случат овие уставни измени во можниот ваш мандат како председател? Невозможно е тоа. Прво, тоа е неуставно. Не знам дали сте го читале деловникот, но постапката за уставни измени е долга. Таа започнува со иницијатива, па дури има јавна расправа, па предлог. Не верувам. Второ, не заборавајте, ќе се распушти овој парламент. Набрзо. Невозможно е распуштен парламент без легитимитет да носи уставни измени. Да подсетам, Венецијанската комисија вака вели во сите своји, да довршам, дека во последните 6 месеци не смее да се менува дури ни изборно законодавство, а замислете да менувате дали устав. новиот состав на парламентот, доколку го изгласа промените, вие сте можен председател. председател Ќе го почитувам тоа, бидејќи уставотворен орган е парламентот. Немам проблем.
Така, ако се чита вашата програма, на почетокот ја имате впишано корупцијата во неколку делови. На почетокот како и мотив на почетокот за и на кандидирање. крајот е владењето на правото. Јасно, Тоа е да. темелниот принцип на ЕУ, тоа е идејата водилка во мојот живот како професор по право и јас до неа ќе се држам. Како вие како председател можете да промените нешто во однос на спречувањето на корупцијата? Сигурно не со реторика, но можам ако ги употребам спрегите и кочниците кои по уставот ги има председателот. Најпрво, обраќањето заради јавноста не еднаш во годината, туку повеќе пати. Едно од обраќањата ќе биде токму за неефикасната борба со корупцијата и криминалот, тоа. Понатаму, преку употреба на ветото, тоа е механизам за да спречите корупција и криминал. Тоа може да се направи ако во Уставниот суд седат неговите двајца најдобри представници. Тоа може да се направи ако во дипломатијата не одат луѓе кои на коруптивен начин, партиски политизиран, се одметнале да ја представуваат Македонија. Се тоа понатаму во Советот за безбедност, ако сакате. Председателот има и други ингеренции, да именува на високи функции во безбедносните структури. Тоа се све каналите кои преку спреги и кочници кои ги има председателот, па и како независна власт во однос на владата, може да ги спречи. И се разбира со сопствениот пример. А како го коментирате тоа што вие сте кандидат за председател на пратеничката група на ВМРО ДПМН, партија која што има па многу функционери кои што се ставени на црната листа на Соединетите Американски држави? Кои се тоа многу функционери? Ако може да ми кажете ставени на црната листа. Ајде да ми кажете некој бивши сега. функционери може би има. И тоа е партија која што единствената партија која што беше на суд и има судски процеси во кои што Судот е едно, значи тие предложија закон кој што всушност значеше на некој начин законска амнестија и ве молам, немојте мене да ме врзувате за ВМРО ДПМНЕ некогашно. Јас не сум член на ВМРО ДПМНЕ, јас и како пратеничка, значи реков дека уживам автономија, независна сум, се уште прочитајте во собранието, значи јас не фигурирам и на крајот треба да правиме разлика. Партија е абстракција, ама водство е едно. Ако некој се реформираше, тоа е ВМРО ДПМНЕ. Колку што знам јас, на црните листи се луѓе од ДУИ, луѓе блиски до СДСМ, а последниот извештај тоа го потенцира. Како коментирате тоа што политичките партии за нив оди еден голем дел од буџетот на државата, според законот за финансирање? Тоа, ако последно можеме да видиме во последната година, се околу 5 милиони евра. Тие пари сепак после одат за кампањите, за финансирање на вашата кампања, на другите партии, секако сите земаат од тие пари. Јас имам сосема како личност поинаков став кон финансирањето на кампањите, билбордите. Тоа сум го пишувала во многу трудови. И останувам на тоа и од регулирање на големина до, значи, редуцирање на... Да, но сегашниот закон одвојува 0,1% од буџетот. Така, и тоа сум велела дека е многу, и тоа кажувам дека е многу. Се надевам дека во некоја сериозна, навреме почната реформа на изборниот законник ќе се однесуваме попристојно, се признавам, тоа е така, меѓутоа тоа е реалноста. Инаку да посочам дека сите експертски анализи, бидејќи јас сум некаков експерт за избори на Обединети нации, покажуваат дека кога финансирањето на кампањата е од државата, дека е помала или редуцирана опасноста од корупција и криминал. Во предизборниот период слушнавме како другите кандидати за председател, па и партии, обвинуваат за некакви руски влијанија во Северна Македонија. Така? Кој е вашиот став за ова? Ако ме прашате лично вака дали можам да го препознам, ќе речам па не знам точно. Меѓутоа факт е дека има Русија овде геостратешки интереси и сите други земји, но на што мене ме теши. Ако и има политички актери некои, мислам дека се маргинални. Сите ние
Јасно ни е. И кога бараме избор во образованието, се знае каде не води патот. Не знам јас колку проценти од Македонија одат, може би, да, има што одат, да, по добро образование во Русија. Но кога зборувам за политичкиот живот, за моделот, тој е еден. Затоа јас велам владење на право, затоа велам копенхагенски критериуми. Се знае дека ние сме биле географски, историски, културно дел од Европа. Се знае дека ЕУ или Европската заедница не храбреше во распаѓањето на комунизмот и јас очекував да бидам искрена една стратегија за Западен Балкан, бидејќи демократија се учи внатре. Но мислам дека после Солунскиот или до Солунскиот самит, како да имаше Европската заедница стратегија, меѓутоа се уште ние да бидеме во еден маратон за евроинтеграција и, ако сакате, од евроатлантските интеграции, да, НАТО, кој што беше заложба на сите политички партии, вклучувајќи го и ВМРО, ДПМН, се реализира. Но сепак, ова е некоја друга димензија, Европската Унија. И затоа јас велам, не се оди во ЕУ на воз кон Брисел, туку овде тие стандарди сакам да ги препознам. Значи, има геополитика, веројатно има влијанија, но мислам дека далеко од тоа дека тие можат да бидат ефективни овде, бидејќи во сите области, економија, не знам тоа колкав е ризикот, тоа треба да го каже сегашниот председател во Советот за безбедност, бидејќи тие треба сите безбедносни дилеми од секаков вид да ги имаат во предвид. Меѓутоа, секој ден слушам и јас верувам во тоа дека ако сме ние кредибилна членка на НАТО, ако сме дел од НАТО, тогаш сигурно имаме и дел од заштитата, иако кога е во прашање членот 5, нели, на кој што сите се повикуваат дека нападот на една членка ќе биде напад на сите, кога се случи прашањето со Црна Гора, го чувме тогаш председателот на сам Трамп, кој што рече дека па зошто ние би војувале за некоја си мала Црна Гора и така натаму, значи тука треба да имаме многу прашања. Така, прашањето исто така во програмата Инаку во близина точно е дека се случи војна, да, ние веднаш го кажавме нашиот став, мислам дека на права страна сме, таа е страната која што е одредена, тоа е ноторен факт. Меѓутоа, значи, ме вознемирува немирот во светот. Јас, значи, сум вознемирена од тоа и да бидам искрена, кога ќе се сетам на основните принципи на формирањето на Европската заедница, заедницата за јаглен и челик, мислев дека тоа е почеток на еден вечен мир и дека на вистина ќе соработуваме на поинаков начин. Во вашата програма исто така за прашањето за Преспанскиот договор велите се уште го сметате за отворено. Како ќе се затвори ова прашање? Зошто е се уште отворено, а како ќе се затвори? Зошто е отворено? Не велам. Тоа го кажаа моите колеги експерти, дека Преспанскиот договор не е win-win солуција, туку е win-lose по концептот на Тукидид, дека силните го прават тоа што можат, слабите што мораат, особено ако сватиме дека и во внатрешните работи значеше вмешување, бидејќи името, грбот, знамето, уставот, политичкиот систем, според повелбата на Обединетите нации, според пактот за граѓански и политички права, се дел од правото на самоопределување. Значи, сакам да кажам, спорноста низ призма на меѓународното задолжително право јус когенс, тоа е едното. Ама јас сум загрижена и во поглед на едностраната реализација. Ако ги анализираме изјавите на грчките политичари, па дури и на новинари како вас, ќе видите дека споменуваат all-inclusive попуштање од страна на соседот. Кога ќе речам
јас дека е отворено, објаснете ми, како може да речеме само ние да немаме малцинство во Грција, а постои виножито, постојат. Истото се однесува и на Бугарија. Второ, сте биле во Грција? Јас не гледам ништо да е спроведено од Преспанскиот Сакате договор. да кажете Дури така ни ќе се називите. затвори по Значи треба да има двостраност, треба слободна, да има добра волја, бонафиде, во добар дух. Понатаму, сте чуле меморандумите да поминат? Не. Вака е изјавата последна дека прво да спроведе Македонија све, па потоа ние меморандумите. Уште нешто, ајде да се повикаме на самиот Преспански договор. Како вели за административниот и за политичкиот период, многу убаво тамо пишува дека документите во соседнава земја, тоа сме ние, ќе се менуваат по отварањето на првото поглавје и поглавјата. Кое поглавје Но да ве како прашам времето јас? назад ќе го вратиме? Ние веќе во земјава престанете со веќе тоа, не велиме за назад. Со веќе се добра менуваат волја документите. мора некој да исчекори и Грција нешто да направи. Иначе како, не велам назад, не велам назад. Не заборавајте, ја не сум талибанка, меѓутоа јас имам и лично право на самоопределување. Значи, јас барав од соседот, од соседите, кога знаеше дека сме го сториле тоа што никој не го направил, да стори нешто за да не убеди. Како би го затвориле сега? Па со еве, барем да имаше некоја добра волја да влезевме, бидејќи отворете ги назад вие весниците, дискусиите, велеа дека откако ќе се склучи Преспанскиот договор, ние готово, така, еве, дали се случи тоа? Не. Вака само со преседани ние нови ќе создаваме и повторно ќе чекаме нешто друго. Велите дека придавката Северна нема да ја користите во вашите јавни настапи за Право на обраќање. самоопределување. Да. Да. Тоа значи дека и во меѓународните организации каде доколку бидете председател. Видете, јас нема да ги тргам таблите, бидејќи некој потпишал овде. Тоа е факт, нема да ги корнам горе од вилата, иако не знам колку ми се допаѓа таму да одам. Меѓутоа, зборувам јас за себе. Тоа сум го правела и во Венецијанска, и во Советот на Европа. Никогаш не сум употребувала фиром, оти е безсмислено. Не сум јас волшебничка па да дојдам од бивша држава, не сум јас Питија. Има ли посегашна држава од Македонија? Ама тоа бивша зборува за комот. Не го измисливме ние, туку тие што ни го наметнаа тоа име. Значи, јас немам, безсмислено ми е. Дури викам јас дека е тоа нелогично. Оти Северна Република Македонија Република Северна Македонија има логика, ако има Република Јужна Македонија нема. Едно е да им држите лекција за европско право и сето ова што го велите, а друго е Не е тоа реалноста она лекција, што го тоа е велите. политика. Политиката мора да биде во границите на правото, иначе не е политика. Од античкото општество до денеска сакам да живеам староста, да ја поминам во една пристојна, досадна држава, во која ќе има исти принципи како и во Брисел или било каде на друго место. Ви благодарам на И интервјуто. јас многу ви благодарам на поканата. Почитувани, го гледавте интервјуто на Радио Слободна Европа. До гледање.